тренерот на Охрид, повратник од Исланд, после интернационалното искуство, еве се враќате во македонскиот ракомет. Што ве привлече најмногу во проектот на Охрид да се вратите и да дојдете во овој клуб? Добро, најпрво во разговор со претседателот на или градоначалникот на Охрид, нормално нели Охрид е клуб на локалната самоуправа, ми беа представени идните планови на ракометниот клуб Охрид. Тоа се главните причини зошто и нели знаете дека јас се раскинав со работката на Исланд, бев без работа. Охрид беше клубот кој што пројави интерес да бидам дел од стручниот штаб, да бидам шеф на стручниот штаб тука. Проектот што ми беше представен е стварно интересен и се надевам дека ќе помогнам во развојот на ракометниот клуб Охрид и во остварување на сите зацртани цели за оваа сезона. Дел од играчкиот кадар го наследивте, дел од играчите дојдоа по ваше барање. Колку сте задоволен од играчкиот мозаик што го формиравте пред стартот на новата сезона и има ли простор за нови играчи? Добро, најпрво да кажам дека Охрид има еден квалитетен тим кој што е составен од млади играчи, перспективни играчи. Јас кажам во едно мој интервју дека Охрид е можеби една од најперспективните екипи во Македонија. Напорно работиме, задоволен сум од тоа како момците ги исполнуваат задачите. Отворени сме за и имаме место за уште еден квалитетен играч, меѓутоа нема да брзаме. Знаете дека нели првиот дел од првенството е битен, но не најбитен. Најбитниот дел од првенството е плейофот и она што значи борба за излез во Европа, така да нема да брзаме. Јас сум задоволен од играчкиот кадар во моментот, мислам дека имаме квалитетна екипа и со макотрпна работа ќе се потрудиме да ги оствариме нашите цели. Ги водевте и Вардар и Еврофарм Пелистер. Може ли да направиме некоја паралела еве во водењето на овие три клуба, иако сте во Охрид релативно малку кратко време? Добро, доколку правиме споредба, Охрид е она што беше Еврофарм Пелистер на почетокот во моментот. Вардар знаете дека беше европски првак кога јас го презедов. Вардар беше една стварно ракометна институција не само за Македонија, него и за Европа. Кога би правеле споредба, значи Охрид е во моментот она што Еврофарм Пелистер беше на стартот на нели пред кога јас го презедов 2019 година во февруар. Така да имаме еден добар проект, имаме луѓе кои што стварно стојат за тој проект. Тука зборувам пред се за градоначалникот, нашиот спортски директор, нашиот претседател, нашата управа која што стварно се труди да ни еден од играчите кои што се од страна не се осеќа странец во Охрид и ги имаме сите услови за квалитетна работа. Во новата сезона во Суперлигата ќе има исклучиво македонски тренери, значи нема да има ниту еден странец. Го поздравувате ли тој потек на клубовите да се ориентираат кон ангажман на македонските тренери и дали конечно тие ќе го добијат тоа што треба да го добијат? Добро, јас сум македонец и секако дека е за поздравување потегот да еве прв пат во историја можам да речам на македонски ракометен спорт сите тренери се македонци. Имаме квалитетна струка, далеко од тоа дека Македонија нема квалитетни тренери. Впрочем и сите најголеми успеси на македонската репрезентација се направени со исклучиво македонски играчи, македонски тренери, така да го поздравувам и драго ми е што е така оваа сезона. Ги учевте исландјаните малку на балкански ракомет, но претпоставам дека и од таму вие нешто научивте ново. Каква игра ќе има Охрид во новата сезона? Добро, за најчесто поставувано прашање е тоа разликата помеѓу балканскиот и тој да речеме скандинавски ракомет. Исланд е некоја мешавина меѓу скандинавски и балкански ракомет, значи играчи со совршена техника, играчи кои што стварно имаат она скандинавско со многу трчање, со многу ранен ган ракомет, меѓутоа за да направите систем на игра треба да се базирате на нели играчкиот кадар кој што го имате. За среќа јас оваа година имам на секоја позиција отприлика по еднакво квалитетни играчи. Ќе се трудиме да играме брз ракомет, да играме брза транзиција, така да ќе биде различен овој Охрид од оној Охрид што беше минатата година. И со што би бил Алушевски како тренер и клубот Охрид задоволни на крајот на
следната сезона? Добро, наши цели за оваа сезона се излез во Европа, тоа значи 4-то или 5-то место, така да јас имам секогаш високи цели, највисоки да кажам. Заминав од Македонија како освојувач на дуплата крона, така да не сум тренер кој сака да губи, ќе се потрудам да оваа екипа направи што подобар резултат и да ги оствари целите. Што ќе значи добар резултат ќе видиме на крајот, меѓутоа целите мора да ги оствариме, тоа излез во Европа или најмалку 4-то место.